Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Талат Џафери, почитувани представници од владата, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е Законот за Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. И одма да кажам, овој закон е непосредно поврзан со законот кој вчера го дискутиравме, односно Законот за земјоделство и рурален развој, и станува збор за усогласување на овие два закона во однос на единствениот систем за регистрација на земјоделците, односно за така наречениот систем за плаќање на субвенциите и дефинирање на многу работи во однос на ова проблематика. Останувам на ставот дека управувањето со овој систем треба да биде во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, додека Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој целосно да го користи овој систем во своето работење, да го усоврши, да го доведе, да речеме, до перфекција, и сето тоа во интерес на дигитализација на овој сектор од општеството, поточно дигитализација во насока на помош на земјоделците, полесно да ги остварат своите права во однос на субвенциите. Целата оваа проблематика е за едно големо поздравување, затоа што дигитализацијата во суштина значи модернизација на процесите и надминување на сите недостатоци кои ги согледавме во досегашното функционирање од оваа проблематика. Одма да расчистиме на почетокот уште една работа. Имено, кога збориме за дигитализација, таа ќе биде во функција само тогаш кога ќе ја направиме апсолутната дигитализација. Тоа значи дека ако досега имавме проблеми и земјоделците мора да додат во Скопје да ги решават проблемите, ништо нема да направиме ако сега, бидејќи агенцијата има подрачни единици во сите градови, ги спуштиме земјоделците да одат во подрачната единица. Напротив, дигитализацијата значи дека земјоделецот треба да седи дома, односно да си ја обработува земјата и да биде посветен на тоа што му е примарна дејност. Дигитализацијата ќе биде успешна тогаш кога овие системи ќе бидат задоволени само со 3 фактори: лична карта, матичен број, катастерски парцели кои се одгледуваат од страна на земјоделецот и финансиска сметка од банка на кој треба да му легнат парите од субвенциите. Тоа е тоа што го бараме како модерно земјоделство и начин на решавање на ова проблематика. Се што е во функција на ова, ние како опозиција максимално ќе го поддржиме и на тај начин треба да ги движиме работите. Значи, овие системи мора да се доработат до перфекција и јас ја имав таа дилема кога го работев шумарскиот информативен систем, што да дигитализираме, што да не дигитализираме. Све треба да се дигитализира. Значи, секој документ, секаде каде што има контакт помеѓу државата, земјоделецот, било кои институции, се треба да се дигитализира и едноставно процесот тогаш е најлесно да се управува, односно ќе биде наједноставен за земјоделците. Во ред е ако некој од нив нема компјутер или не добро владее ова материја, тогаш сигурно ќе се оформат издруженија, ќе се оформат и канцеларии и самата канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка, луѓето ќе можат втора опција, ако не ја знаат ова проблематика, било кој да им пристапи со овие 3 атрибути кои ги кажав и да ги си го остварат своето право на субвенционирање. За да профункционират овие системи, повторно се враќам на почетокот, мора да бидат под капа на државата, односно под Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, затоа што крајниот производ ќе го постигнеме само тогаш кога ќе ги интегрираме сите останати чинители. Имавме проблеми со катастар, ги дава, не ги дава податоците, ги дава на една институција, не ги дава на друга институција. Тоа треба да го забравиме во оваа држава. Ако сакаме дигитализација, не може некој да ги чува податоците само за себе и да манипулира со нив на дневна или на годишна основа. Податоците мора да бидат достапни за сите институции и само тогаш ќе ја постигнеме правата дигитализација, односно правиот ефект од дигитализација. Се додека институциите во државата помеѓу себе не соработуваат и ги кочат овие процеси, државата стои во место во процесот на дигитализација. Значи, на нас не треба една одлука на влада, еден закон овде во парламентот, каде што овие работи ќе ги расчистиме. Сега го гледам законодавецот,
во член 6 дополнува дека треба да му се отстапат податоците од катастар. Значи, на некој начин ние знаеме проблематиката и тоа сакаме да го регулираме во овој закон за агенцијата. Напротив, одлука на парламентот, одлука на влада и со овие работи да завршиме еднаш за секогаш во било кој процес на дигитализација. Податоците мора институциите да ги разменуваат без разлика, како и тоа да на некој дека ги загрозува некои права или било што. Има институции, има можности да се заштитат личните податоци, има можности законски решенја да се заштитат базите на податоци, тоа го знаат информатичарите и на некој начин нема бојазност. Ако одиме во дигитализација, банките можат да ги чуваат парите и да ги дадат во дигитални системи, сега ние не можеме податоците од катастар или лични податоци или било што да не знаеме да ги организираме. Да за дигитализација, да за овој закон, правилно да се постават работите и да не импровизираме. Крајниот производ ќе биде добар тогаш кога земјоделецот во овој систем ќе искуца матичен број, катастарска парцела и ќе даде сметка на кој ќе му легнат парите. Сето друго е контрола на државата да го контролира процесот и законски решенја кои треба да бидат во насока на успешен процес на модерно современо земјоделство за кое сите тежнееме. Благодарам.